Паркинг платформата, која е во почетна фаза на изградба во централното градско подрачје во Штип, ќе има на располагање 40 места, многу повеќе отколку во моментов постојат во тој дел на градот. Со изградба ќе се започне откако ќе се дислоцира мостот, а ќе се гради околу половина година. Со незината изградба ќе се решат многу проблеми со паркирањето како на штипјани, така и на сите останати кои доаѓаат во Штип, бидејќи во близина се наоѓаат повеќе значајни установи, рече денес градоначалникот Благој Бочварски и потенцираше дека оваа платформа ќе даде големи придобивки, но и ќе го смени сообраќајниот режим во тој дел. Размислуваме и за целиот овој потек од Основниот суд и Апелациониот суд Штип до Порта Пролет да биде ослободен од паркинг места, со што таа улица да стане целосно проводна, двонасочна, а сите паркинзи да бидат сместени на оваа платформа. Така што со тоа ќе овозможиме и клиничката болница, која што е регионална болница, да има побрз, поефикасен пристап, но и сите оние обврски кои што ги обавува клиничката болница кон пациентите, кон оние итни случаеви кои што мора да одат во Скопје, да може брзо да излегуваат и многу побрзо да го напуштаат градот, со што ќе придонесеме за побрз транспорт, поефикасен транспорт и спасување на човечки живот. Во однос на незадоволството од граѓаните, кое беше изразено преку петиција за зачувување на овој хортикултурно уреден дел на градот, кој штипјани го користат за рекреација и уживање во природата, Бочварски истакна дека сите со идеја може да се обратат во општината, да се разгледаат нивните барања и иницијативи и да им се објаснат потребите на општината, зошто е потребна платформата. Тој ја да објасни функцијата на платформата, дека нема да служи само за паркирање. Овде имаме уште еден момент кој што возрастните луѓе и луѓето со хендикеп немаат можност да премин сега по скалите, па по овој мост во самото минјорно корито на реката и да поминат кон социјалното од здравствениот дом. Едно од барањата е на нив да се направи мост во ниво на улица, со што ќе можат да го користат сите граѓани, така што оваа платформа ќе има два тротоари, со што ќе биде и попристапна за сите граѓани, и за возрастните луѓе, и за оние кои што одат на преглед, кои што купуваат лекарства. Бочварски истакна дека не сака да верува дека се работи за предизборни трикови и манипулации на одредени политички структури и нема да дозволи да се нанесе штета на развојот на градот, доколку се работи за политички цели. Оваа платформа е уцртана во урбанистички план во 2009 и во 2010. Тогаш никој немало да каже, или веројатно заради тоа што тогаш една режимска власт имаше, па не смееше никој ништо да збори. Од друга страна, оваа платформа јас ја најавувам од некаде пред 6-7 месеци, и тогаш никој ништо немаше да замери, да каже. Не сакам да верувам дека се работи за некакви предизборни трикови и манипулации на одредени политички структури со кои што сака да нанесат штета посебно на развојот на градот, и тоа нема да го дозволам, но секој кој што сака може да дојде и да поразговара, а не да се крие зад Facebook профили. Што се однесува до гласините дека платформата ќе биде приватна за потребите на станарите во зградата Порта Пролече, Бочварски ги негираше, но потенцираше дека своевремено ВМРО ДПМН изградило импровизирана приватна платформа која ја користат само одредени групи на луѓе, наменета само за одредени структури.